Здраво на сите дечки, денеска одиме да ги прашаме македонските граѓани колку чини аутфитот. Колку чини твојот аутфит вечерва? Денеска одиме да ги прашаме скопјани колку чини да се живее во овој прекрасен град, во оваа прекрасна држава. Сите пари што имам, сите пари под душеко ги чувам дома, ништо у банка не оставам. Денеска одиме да откриеме колку кеш треба за во Скопје да си има еден нормален живот, да можеме све што сакаме да си приуштиме. Сакате ли да го прашаме првиот господин? Господине, може ли едно прашање? Во Скопје колку мислите дека треба месечно примања за еден нормален живот? 2000 евра? Океј, фала ви многу. Што мислите еве? Колку пари се потребни за еден нормален живот во Скопје? За еден човек 60.000. 60.000 денари? Да не се многу или не, сега пораснато е све. Не се многу? Сметки имаш, лекови имаш, роден ден и слави. Че дој малце, може малце понаваму само да отидеме ако не е проблем? И добро, еве пример како би ги насочиле вие тие 60.000 денари? На што? Првично храна, Добро, храна. здравие, лекови. Добро. Те- Има некој уживање, сега да рече некој ресторанче да отидеме. Тоа не. Тоа не е примерно. Не, ни сега актуелно на оваа криза. Слушам под 30-40.000, 45 најногу. Оваа држава стана луксус. Никаква, Никаква не е државата? никаква. Еве, што би сменили вие прво државата, што е најголема критика што имате кон државата? Сите што се на власт да се мена. Сите што сте на власт? Океј, господи, ама не е до владата, вака е 30 години. Ма не направи ништо, еве, ни тие пред неа, ни тие пред неа. Е, па решението кој е? Некои нови млади да дојде. А главен проблем што мислите дека е? Главен проблем е на страна власта. Све е проблем. Е, па што е тоа све? Све. Е, Ништо вас не- најмногу во секојдневието што ви смета најмногу на од так две вади? Смета кај да појдеш, чекаш, не те услужува, плаќаш. Значи само плаќаш, добиваш лоша услуга. Набијале сега такси, набијале порези што вика старите, бијале давачки. Значи во нас младите еднината, така? Ние треба да го смениме во општество. Која телевизија? Ние сме YouTube канал, значи не сме телевизија. Ке се гледате на YouTube, сигурно имате внуци? Има. Е, па тие ќе ви покажат 100% ќе им искочам јас. Кога? Па за 2 дена. Фала. Фала ви многу, господја. Убав ден да имате. Еве, првата господја рече дека 60.000 денари се доволни за нормален живот во Скопје. Ајде да видиме малце некои помлади што мислат, пошто многу јаме бахата младина. Така ли е, Максим брат? Дечко, колку пари тебе ти треба за да преживееш во Скопје еден месец, да живееш скромен живот? Па без, Ова чекај, потенцирам скромен. без 5000 евра не се живее во Скопје. Добро, кои се твоите трошкови во тој месец? Па секоја сабота и недела имаме Што имаме секоја сабота и недела? па има белведере, треба се пие. Значи без белведере не може во месецот. И 200 евра грама Кажи за што ти треба основно пари. за Значи белведере рековме после. па ресторани, стейкови, томахавска, бургер. И Значи так, ти не можеш секој на да си го поминеш без томахавка. без томахавка, А како го едеш? Medium rare? не, medium well. Ами. Чекај. И тука свативме дека без 4 белведериња во месецот и секој ден јадење на бифтек не може да се опстане во градот Скопје. Господине, извинете на прашање. Колку пари сега треба да се живее нормален живот? Па, Од прилика, еве, не, зависи. сума една. Ма зависи колку е фамилијата, семејството колку. Конкретно за вас. 500 евра, околу 500. 500 евра да не е многу малце. Сега зависи кој колкав стомак има. А, така ли? А добро, пример струја, тоа нема врска од стомакот. Тоа е сега друга. Значи 500 евра, све над 500 евра веќе луксус. Не е луксус, море, нема Ама луксус. пример, вас ви се доволни 500 евра за еден месец, така? Па така некаде. А пример да речеме искачање петок сабота, кафана. Не, тие го поминавме тоа време. Значи вие скромен живот се живеете. Да. Најмногу е на што давате пари најмногу во месецот? За јадење, за што друго. Само за јадење? За јадење, за струја, за тие пренген мораме да ги онадиме. Така, готово господине. Те се онадуват. Значи све е до стомакот. До стомакот се највише. Така. Фала ви многу, убав ден да имате. Чао. Имаме заклучок дека све е до стомакот. Одиме да го прашаме газата на Saturn Playroom колку му треба него за еден нормален живот во Скопје. Еве дечки, имаме тука еден помлад случаен минувач. Случајно го сретнавме тука. Како сме? Ајде здраво, Денеска сме тука со. со Матеј. Како си познат во градот? Па како Вуле, така некако. Вуле Вучко. Така некако ме знаат. И како газата на? Не, тоа газди не постои. Не, бе, Не, имаме едно ти работиш прашање, таму? што снимаме сега тука? Значи вака, колку тебе пари ти се потребни за еден нормален живот во Скопје за еден месец? Ова прашање ми го има доста луѓе поставувано. Пошто сега ти, добрај, одговори.
Не, види, со оглед на тоа дека е скап животот и дека све е скапо, па едно добри 2.500-3.000 евра за Ама збориш убав лично живот. за тебе. Убав, да. Што ти совпаѓа во тој убав живот, ете? Па брат, комоција, излегување, храна, па да седнеш некојаш да се Тие почестиш. 2.500 евра, распореди ми ги. Брат. Распореди ми ги тие 2.500 евра. Ќе одат сите на излегување. На гардерова. Сите нема, еве. За излегување колку ќе ги Големиот издвоиш? дел. На јадење колку би дал? На јадење, ресторани, кафани, веќе ако имаш ти 3000 евра на располагање, на све оди, не знам Значи како. ти сакаш да кажеш дека живееш еден бахат живот? Инклузив, не. Јас сум културен дечко. Е па брат 3000 евра бога ми е веќе повисока категорија, богати. Па, богат е кога не ги Па знаеш. не се парите, поценува и брат. кажи имам 3000, 3000 си ги трошам. Колку те чинеше тебе една флаша во Ибица? Е, тоа не го. По можност Белведера? Кимо да слика вака Види, тука од флашата? види. Може да ми ја праде сликата да ја ставам видео? Може бе, нема проблем. Види. Види, нека пишете коментари, може? Ако бе нека пишат вакво, кажи го. Знаете колку пари е флашата што ќе ја видите тука вака. Не, тоа не го откриваме, ама со оглед дека е едно од најскапите дестинации во моментот во светот, таму може да отидат 500-600 евра на вечер. Јас имам информација дека таму само криминалци одат. Не, убави луѓе има. Пошто ти отиде. Од цел свет. Не е така. Секој што Готово. сака и негова хаус музика, електронска музика, рајот на планетата Земја е тоа. Тоа е тоа, дечки, еве, Вуле ви Saturn благодари, Playroom. Вуле Saturn Playroom. Одамна не сте биле тука, он е бе. тука, он е тука, Абе, вработен. стана познати го нема Еве да добие една нигде. реклама, најдобрата играчница во аеродром и пошироко. Благодариме многу, респект. Се шириме? Па планираме, ќе видиме. Значи, ако сте негде тој влај аерион, ќе биде подостапно и за вас сун. Работиме. Така да, ајде да влеземе да играме нешто. Че едно питање, може, ве молам? I can't speak. Окей, nothing, thank you. Све странци, бе... Е, па не можам да спикам инглиш сега. Македонија збориме. На прашање? Те молам. Не знам македонски. Окей. Колку странци имаме ние, бе, ало, леле. Поише странци од македонци. Како е работно? Добро, хвала. Што е ова? Мимоза, Да? Колку едно? 120 дена. Е, може ли вака да ве прашаме? А колку чини животот во Скопје, еве, еден месец да се преживее? Многу, бе, Колку? многу. Толку јас сум пензионер, ама. Еве, за еден просечен, така, добар живот да можеш све да се приуштиш. 1000 евро цела. 1000 евра? Најмалку. Без 1000 евра ништо. Ма како? Не, И зошто така? затоа што е глед дека работам плюс. Работите турбо и да работа добро? Не е добро, ама нешто ќе се извади, нешто. Е, колку едно такво? 120 дена? Ајде да купам, може ли? Ако не е проблем, е, Најубавото. да тргне работата. Ако не е проблем, еве ви 200 за едно, може? Не ми враќате кус. Не, ве молам, ете. Може вака? Колку ви дав? 200? Еве, 2 ми требаат, уште 40, може? Еве ти уште 40, дај ми 2, може така? Е, тоа е тоа. Значи, рековме без 1000 евра ништо. Како не, бре? Ова се јас на кој да го дадам? На некој од овие може? Како? Ова мимозава, да дам на некој од девојчињава. Да, обавезно. Обавезно, ајде. Е, за тебе, може. Ама види се, за вас ги купив. Не. Значи, нашите граѓани не ќе ни подароци да примаат, а камо ли да дадат. Своја. Еве, ве молам, за вас ова го купив. Ама подарок од мене. Да молам, е така, и за тебе, те молам. Е така. Идеме, ајде. Најдовме девојчиња, кој што примија поклон. За нова година кај ќе идете, дечки? За нова година? Не се знае. Карти за зера. Карти тука да не ви требаат за овој кафич. Индоџија. Океј. Ајде, овие двајца да ги прашаме, може? Ако ти речем, don't speak македонски, ти ми даваш. Извинете, дечки, може прашање? Ако не е проблем? I don't speak your language. Yes, where are you from? Turkey. Turkey, nice country. Istanbul, I make giveaway. Иначе, ако сакате да учествувате на најјакиот giveaway кој што го правам овој месец, доделувам мотор, iPhone 17, патување за двајца во Истанбул и AirPods слушалки. И следи уште една награда за брзо, така да пријавете се сите на мојот Instagram профил. Еве ви го тука, ставете лайк, па тука негде сега горе, најди го, све ли ја да правам. Пријавете се, значи треба да тагнете двајца во коментар, да лайкнете и да ги фоловнете сите профили кои што ги следи Попович Giveaways. Ајде, може да снимаме? Како се врача, добар си? Добар ти. Никола сум јас. Стефан, знам играв на баскет, глупен. Кај сум играле брат баскет? Брат, кај лапе, бе, пријател. Абе, ја кај лапе милион пати сум играл. Ама чекај, стои. Брат, чекај. Не мора. Ќе ти дам за петча. Абе, кај идеш? Господине, дали може да ми кажете колку чини живот во Скопје за еден месец просечно? Не знам да ти кажам. Од прилика. Не знам точно, не може. Слабо? Океј. Господине, па отидоа сите ги продававте.
Секоја чест, фала му на Господ. Да. Само Аирлија нека ви е работата. Да сте здрави и живи. Поздрав. Абе, порака не пуштив, беј. Да видиме дали не ми стаиле канџа, леле, ќе сутепам. Шепа или канџа? Шепа? Абе, ми стаиле шепа, брат. Леле. Па тука D3 зона кај Бисер паркингот. Идете таму за 5 до 7 минути да дадеме. Ајде, фала ви. Тоа е една препорака да не заборавате да пуштите пораки и паркирате си колите на паркинг затоа што и пајак доаѓа за 2 минути. Ако ова видео собере 200 лајка, на максимум платата се намалува за 50%. На прошлото видео има 400 лека и треба да идеме кај овој. Дали да го сееме сега веднаш? Звоним му. Му звониме на човекот од прошлиот пат. Сите добро го знаете. Ајде. Кажи му, господине, што сме се срели на улица Македонија. Ало? Да, подели. Се јавувам, се сретнавме на улица Македонија, снимавме видео заедно. Да. И сакаме да снимаме со вас видео. Кога би можело тоа да се случи? Може кога ви е најзгодно време, пошто го имам бројот, очекувам. Ке правиме сеанса? Сеанса? Да? Што ќе правиме сеанса? Може бе само там. Ама што ќе ми правите? Мислам, че дојдете, ќе видите како е третман таму кај мене. Ама што сте вие, точно? Јас сум биоенергичен видеонер. Значи биоенергија, така? Да. И што е тоа точно? Ја што треба да направам? Нема што, ако ќе дојдете кај мене, ќе видите што ќе направам. Ајде, готово, готово, Договорено? готово. Ке ви звониме. Важи. Ги чекаме момците од паркинзи. Казна да платиме, зашто не пуштаме пораки, глумиме мангупи. Лайк, ако сакате да снимам видео 24 сати глумам, нека пишувам паркинг казни. Ќе земеме шепови и ќе ставаме на коли. Значи, што заклучивме? Дека помладите им треба од 2 до 3000 евра за нормален просечен живот во Скопје, а па постарата генерација, односно повозрасна генерација, им треба негде од 500 до 1000 евра. Така што сметам дека сме многу бахата омладина, многу сакаме и многу луѓе сакале. Пишете во коментар вие што мислите колку чини животот во Скопје. Еве го господинот, како сте господине? Немаш порак? Како? Порака немаш? Па немам, не пуштив, заборев, видео снимаме за YouTube и што да правиме? Извини. Тоа е тоа. 390. 990. Кеш може, така? Да. Па добро. Чим може кеш, нареден пат ќе мислиме, така? За денес ти е слободно ако имаш потреба. Значи сега дека што е D3 не морам да пуштам порак. И зашто така? И под дневен билет. Пошто сум си платил јадарче, па сега уште 30 денари, така? Ова не е како казна, ова ти е како дневен билет, разбираш. Бидете ми поздравени, лайк, шер, субскрайб, не заборавите. Идеме до 10.000 субскрайбери до почеток на летото. Може така? Така, љатив. Ај чао.